На почеток сме на ново продолжение од Фактор здравје. Ве поздравувам и ви посакувам добро дојде со вашата здрава навика. Еве ги деталите за денешната емисија. Пред да ги представам фактите во рубриката Истражувањата докажаа, сакам да нагласам дека денеска во Фактор здравје ќе се навратиме на невролошкиот симпозиум кој што неодамна се одржа во Струга, а дополнително ќе ги представиме и новитетите кои што се однесуваат на неврологијата како гранка од медицината. Во оваа рубрика само сакам да поврзам она што е актуелно со неврологијата и секогаш, буквално секогаш побудува внимание, тоа е превенирањето на мозочниот удар. Станува збор за водечката причина за инвалидитет и онеспособеност на лицата кои што преживеале мозочен удар и дополнително кон ова сакам да ги нагласам неколкуте факти и статистички податоци достапни на глобалната мрежа. Според нив, изминатава година близу 110 милиони лица преживеале или имале мозочен удар, од нив речиси 80% отпаѓаат на исхемичните мозочни удари, а 20% на хеморагичните или крварењата во мозокот. Она што дополнително уште статистички е докажано дека 1 од 4 лица на 25 годишна возраст има преживеано или се случува мозочен удар и дотолку повеќе превенцијата е исклучително важна како кај примарните, така и кај секундарните мозочни удари. Сите овие аспекти, дополнети и со вашите прашања во продолжение во Фактор здравје, ќе ви ги презентираме преку разговорот со професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог од јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за неврологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје и дополнително професорката и актуелен претседател на Сдруженијето на невролози. Професорке, добар ден, задоволство ми е повторно што ќе се дружиме. Како сте и како помина симпозиумот кој што заврши во Струга? Добар ден, Иле. Добар ден до гледачите на Фактор здравје или добро утро, се уште е добро утро. Да им посакаме убав ден на сите гледачи на оваа емисија посветена на здравјето. Да, имавме симпозиум од 6 до 8 мај во Струга, прв симпозиум, прв вака да кажам јавен настап каде што имаше поголемо здружување. Пост-ковид здружување. Да, пост-ковид здружување, да, навистина после долга пауза од 2,5 години, конечно да се најдеме на едно место, да нели размениме енергија. Ние не останавме во мрак овие 2,5 години, навистина организиравме многубројни како стручни состаноци, организиравме и конгрес онлайн, го организиравме првиот симпозиум новини во неврологија онлайн, меѓутоа секако чувството што го имаме кога сме во живо е сосема поинакво. Да, благодарам што денеска сте во Фактор здравје. За новините ќе зборуваме во првиот дел од емисијата, а секако уште еднаш потсетувам дека вие во продолжение сте добро дојдени со ваши јавувања во Фактор здравје. Со задоволство ве поканувам од овој момент да бидете со нас пред вашите ТВ приемници и секако на двете отворени телефонски линии 6091-925 и 6091-924. Денешната тема превенирање на мозочен удар со аспекти на новитетите во неврологијата. Уште еднаш кратко потсетувам, ќе ви ја презентираме преку богатото научно и клиничко искуство на професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог. Професор, бидејќи го споменавме симпозиумот невролошки кој што се одржа во живо, односно со физичко присуство во Струга, кои се тие новитети, на што даде акцент овој симпозиум и што како искуство и пред се ваши впечатоци, се извинувам, понесовте од таму? Прво сакам јавно да се заблагодарам на поддршката на многу претседатели од други здруженија, да кажем, со кои што соработувам. Имаме допирни точки. Педиатриски пациенти стануваат возрастни пациенти, пациентите наши понатака продолжуваат на физикална терапија, кардиолозите, невролозите сме сплутени заедно и секако најнапред сакам да се заблагодарам на претседателот на Македонското педиатриско здружение, професор Софијанова, на професор Маријан Бушевски, за претседател на кардиолошкото македонско здружение, кој што исто така ни даде поддршка, претседателката на Сдруженијето на физијатри во Македонија, професор Валентина Коевска, и секако на странските претседатели, значи наши гости беа претседателот на Српското невролошко здружение и претседателката и претседателот на Турското невролошко здружение.
Секако без нивниот поддршка и допринос немаше да биде тој убав квалитет на симпозиумот кој што навистина беше на високо ниво и се презентираа секако новитети кои што нели не можеме секогаш да ги добиеме на друг начин освен на овој начин. Неврологијата, знаете, е обемна наука. Многу дијагнози има, многу состојби, многу области опфаќа, многу подгрупи на невролошки болести. Акцентот го дадовме на тоа што е актуелно и тоа што е ново, каде што последните години имаме некакви промени, некакви придвижувања и новитети. Дадовме, да кажам, еден голем акцент на ретките болести. На моje големо задоволство беше поканета и председателката на пациентското здружение Стоп СМА. Таа имаше, да кажам, едно убаво предавање, едно убаво излагање. Практично ги презентираше проблемите со кои што се соочуваат семејствата кои што имаат дечиња со спинална мускулна атрофија. Гостин ни беше и Јане, наш пациент кој што полека од педиатриски преминува во адолесцент, во возрастна популација и ќе биде нели наш пациент. Навистина револуционерни помаци имаме на полето на ретките болести. Конкретно за овие пациенти кои што, да кажам, довчера беа оставени на третман само со физикална терапија, сега имаат терапија која што им го менува квалитетот на живот, ја успорува прогресијата на заболувањето и има подобрување на веќе, да кажам, стекнатиот степен на инвалидност кој што го гледаме кај овие дечиња. Иновативни терапии беа презентирани резултати од повеќе годишни студии во светски рамки, меѓутоа беа споделени и резултати од ефикасноста и безбедноста на новата терапија која што ја имаме во Македонија од страна на наши експерти кои што работат со овие пациенти. Дополнително она што сакам, ако дозволите, како поврзување, бидејќи го споменавте Македонското кардиолошко здружение, односно васкуларните проблеми кои што некако се поврзани, срцето и мозокот функционираат како и целиот организам, и во таа насока и мозочниот удар кој што нормално и за жал е и најчестата патологија со која што се среќавате во неврологијата. Има ли тука нешто значително во однос на, зборуваме за превенцијата и оние модифицирачки фактори на кои што може да влијаеме? Пред се тука алудирам на хипертензијата, бидејќи таа е нели водечка причина за развој на мозочен удар. Мозочен удар, така е. Имавме навистина две мокни сесии посветени на полето на васкуларологијата, да кажеме, на мозочните крвни садови, кои што секако се поврзани со кардиоваскуларниот систем. Тука имавме одлични предавачи, председателот на Македонското кардиолошко здружение, имавме неврорадиолог, бидејќи нели и они ни се битна карика понатака во акутниот третман на исхемичен мозочен удар. За среќа, двајцата странски председатели ни се исто васкуларолози и навистина споделивме убави искуства. Секако правиме и симпозиуми Heart and Brain, несомнено сме поврзани. Жалам што клинички центар нели на времето беше, па некако имавме по нормална комуникација. Сега сме посебни организации, меѓутоа еве преку здруженијата се трудиме навистина да направиме една одлична соработка, секако се во интерес на навремена дијагностика, превенција и третман на мозочните удари. Кардиолозите ни се битна карика. Мозочните удари се секогаш последица секако на недобро регулирана хипертензија, последица на неадекватно третирана аритмија, па дури да се адекватно третирани, ризикот од настанување на мозочен удар кај овие пациенти е многу поголем во однос на пациенти кои што ги немаат овие заболувања. Секако, како други ризик фактори, нормално мора да ги споменеме и други состојби. Првично мора да ја споменеме артериосклерозата, која што секако се должи како последица на долгогодишното ложење на циркулирачки лоши масти во крвта, кои што со текот на годините се таложат и постепено нели прават една плака, едно избочување во зидот на крвните садови, кои што
ќе направи нели недоволен проток, а во најлоша варијанта и комплетен прекин на крвотокот на некој мозочен крвен сад. Сигурно. Или нели е место кое што е осетливо, вулнерабилно и е место каде што може да се формираат тромби кои што ќе се покренат и ќе отидат во проксималните гранки. Да, благодарам. Имаме веќе некого на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте, господине. Кој е вашето прашање? Прашањето е вака. Пост-ковид реакција не се работи за мене, него за пријател. Добро. Пост-ковид реакција во врска со мозочните реакции. Дали тромбо реакција или изливна реакција. Дали е познато, анализирано дека постои таа можност. Благодарам за вашиот интерес и за вниманието со кое што не почестивте да бидете директно денес во Фактор здравје. Ако дозволите, професор Ковач, само би го поврзал со пост-ковид синдромот и на воспалени мускули, малаксаност, когнитивните нели онеспособености кои што ги имаат пациентите. Што е вашата реплика или коментарот на ова што го праша господинот? Да, ковидот навистина многу детално го анализиравме во тој прв симпозиум што го организиравме, мултидисциплинарен пристап, имавме анализи, многу дискусии. Факт е дека COVID-19, иако е нели вирусна инфекција која што примарно го напаѓа респираторниот систем и прави обострана белодробна пневмонија, го напаѓа и комплетниот систем, нели мултисистемско засегање прави, вклучително и нервниот систем. Согласно и светската литература, согласно и нашите многу бројни искуства што ги имавме, невролошкиот систем е и највеќе атакиран од страна на овој вирус, на SARS-CoV-2 вирусот, иако условно кажано, нели мозокот ни е заштитен со крвно-мозочната бариера, меѓутоа не е апсолутно заштитен од овој вирус. Гледавме мноштво на невролошки манифестации, невролошки компликации. Ете тие што ги споменавте, заморот, болките во мускулите, вртоглавиците, нестабилноста во одењето се невролошки, губитокот на вкус, мирис, спаѓаат во категорија концентрацијата нели когнитивните. Тие се веќе компликации. Да, Овие спаѓаат во категорија на невролошки манифестации, а веќе компликации се некои посериозни состојби. Навистина од COVID-19 инфекцијата гледавме мноштво на мозочни удари како компликација од овој вирус. Нормално во услови на една хипертромботична состојба такви ивенти се случуваат. Повеќе доминира исхемични мозочни удари, но имавме и мозочни крварења. Имавме секако и многу пациенти се жалат на пост-ковид мозочна магла, тоест когнитивно засегање или да кажеме условно. Да, тоа е тој терминот кој што се лиферува, односно е евидентен таа пост-ковид магла или мозочна магла, како што споменавте. И сите пациенти навистина, скоро сите имаат доживеано една успореност во мислата, неадекватно изноѓање на несоодветно изноѓање на адекватни зборови нели во дискусијата, проблем да го потребат адекватниот збор, во текот на мислата блокади, па имаат проблем, значи пауза додека да им текне што сакале да кажат, и тоа да знае да трае со месеци за жал, меѓутоа е транзиторна состојба, минлива состојба и нема потреба секако од паники. Витамински суплементи навистина можат доста да помогнат во однос на враќањето на таа освежувањето на когницијата. Да, и сигурно ангажирање, односно некои активности кои што ќе ја поттикнат таа когниција. Јас секогаш ги мотивирам, ги стимулирам, треба да ја вежбаме меморијата. Да. А меморијата може едноставно да се вежба. Еве со раскажување на текстови, значи да се прочита текст, да се раскаже текст, со играње на карти, со играње на шах, нешто што ни ја активира меморијата. Да. Читање, учење на нови јазици, што е нели малце по да кажам повисоко ниво, да, меѓутоа никаде треба. Сигурно, да се поттикне. Поготово кај интелектуалците. Сигурно. И уште едно јавување имаме пред паузата за реклами. Добар ден, дали сте на линија? Добар ден. Благодарам и вие што сте со нас. Кое е вашето прашање? Докторката и доводител. Благодарам. Прележа во октомври ковид, во релативно добра домашна атмосфера. Добро. Ме интересира конкретно докторка да ми каже што треба да направам конкретно, дали да прегледам почесто крв, да видам точно со оваа тромбози, со мозочните удари,
дали сум потенцијален, дали има опасност од мозочен удар, немам овие мускуливе здрување, немам вртоглавица, немам ништо, ама ме интересира конкретно за крвта дали имам згрчување. Дали само преку крв треба да прегледам, што треба да пијам конкретно некој лек, дали кардиопен, тоа би ја замолила докторката. За превенција. Ви благодарам, останете со Фактор здравје со одговорот на вашето прашање и секако другите аспекти од денешната емисија ќе продолжиме по паузата за реклами. Продолжуваме со денешната тема во Фактор здравје, превенирање на мозочен удар. Вашето внимание и секако вашата доверба, доколку сакате, можете и јавно да ја споделите со нас на 60911924, односно 60911925. На моите и ваши прашања во продолжение, одговор ќе ви понудиме со гостинката, професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог, актуелен претседател на Невролошкото здружение и секако редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, кој што е дел од Универзитетот Свети Кирил и Методи, исто така од Скопје. Професор, ќе да дадеме аспекти на она што господјата праша пред моето следно прашање и убаво се надоврзува на темата превенирање на мозочни удари. Така е, навистина и мене ми се допадна прашањето, бидејќи треба да начнеме една мощна битна карика во здравствениот систем, а тоа се матичните доктори. Они се првиот линк на пациентот со здравството и навистина се кралици во следење на здравствената состојба на пациентите. Скрининзите секако ги прават тие. Потребно е, нормално, како што старееме, да правиме малку подетални анализи. Тука се секако лабораториските притраги, ЕКГ притрагите, особено нели кога говориме за мозочни удари, би потенцирала следење на покачениот крвен притисок, следење на појавата на шеќерната болест, односно диабетот, следење на пореметување на ритмот на срцето и следење на нивото на мастите во крвта. Со акцент, нели, да се направи и подетална анализа, односно да се направи анализа на ХДЛ и ЛДЛ холестеролот. ЛДЛ, еве нека асоцира на лош холестерол, навистина е лош, тоа е тој што ни ги прави атеросклеротичните плаки на крвните садови и убаво е, нели, овие скрининзи да се прават кај матичните доктори. Воколку има било какво отстапување, пореметување и неможност да биде контролирано од страна на матичниот доктор, тоа се пациенти кои што треба да се упатат на повисоко ниво, односно на секундарно или терцијарно ниво, каде што ќе се прават подетални анализи, вклучително, нели, доплер сонографија со цел да се процени протокот на крвните садови, на мозочните крвни садови или пак, нели, во колку постои индикација и подетални анализи како што се ангиографското снимање, независно дали е со нуклеарна магнетна резонанца или со компјутеризирана томографија, да се направат други типови на исследувања, магнетна резонанца, компјутер и така натаму, нормално со цел да превенираме. Првично се секако лабораториските, ЕКГ притрагите, за да се направи рана диагностика. Секогаш ни е мощна битна раната диагностика да превенираме или пак, нели, да го барем да предвидиме на некој начин или да одложиме појава на вакви сериозни заболувања. Да, и господјата дополнително праша антикоагулантна терапија, дали треба да се пие како превенција? Антиагрегациона, ја спомена ацетилсалицилната киселина. Пожелно е секако кај по, да кажам, како навлегуваме во зрела доба, да се значи, тоа е некаде после 50-та или 60-та зрела година, да се зима антиагрегациона терапија со цел, нели, да превенираме формирање на микротромбите, ложење на крвни елементи, ако веќе почнале да се формираат атеросклеротични плаки. Ја многу истражувам за ова артериосклероза и атеросклероза и согласно експериментални студии вели човечкото велат и тврдат дека човечкото тело почнува да старее од самото раѓање. Веќе почнуваме да ги формираме тие наслаги и замастувања веќе уште од рана возраст, од детска, младешка возраст, за да веќе тоа сигнификантни промени ги видиме во возрастна доба. Така да, апсолутно, скрининзите треба да почнат и порано. Жалам што гледаме поместувања на возрастните граници, стресот, надолу, нездравиот начин кај младите, за жал, да. Стресот, нездравиот начин на живење,
ја поместува границата и имаме веќе, да кажам, млади пациенти, 30 годишни, 40 годишни, кои што доживуваат мозочни удари со веќе наталожени ризик фактори од помлада возраст. Значи, И тоа е она што најчесто можеби знаат да коментираат лицата околу, ништо не му беше, за жал можеби отиде или му се случи такво нешто. Во позадина, како што велите, веќе старењето почнува со самото раѓање на крвните садови. Така е, така. Не било ништо, секогаш имаме некаква позадина која што обично игнорирана од млада особа. Фатени се некои покачени вредности на притисок или некои покачени вредности на гликемија или масти, ама тоа се игнорира, нели? Јас ништо не ми е, млад сум, тоа додека да се случи ќе помине време, ама не е така. Сигурно. На своји очи гледаме многу млади пациенти. Природата на човечкото тело не дозволува на 30-40 години да се разграна, да се отворат колатерали и обично последиците се многу посериозни отколку кај повозрасен пациент, 60, 70, 80 години. Тука знаат колатералите да си ја превземат функцијата, кај младите гледаме посериозни последици. Она што сакам да го потенцирам е нели да сигнализирам, бидејќи со ова контактни емисии каде што гледа населението, членови на семејствата, мора да се препознае мозочниот удар брзо. Значи, нели во колку има пациентот спуштен уса нагол, ако му се даде команда подигни ја раката, таа тоне или не може воопшто да ја подигне, говорот е неразбирлив. Имаме некаква атака на вртоглавица, нестабилност во одењето, тоа се веќе можни знаци за мозочен удар. И не треба да се чека да помине сето тоа, туку треба веднаш да се повика итна медицинска помош. Тука веќе доаѓа докторска екипа, екипата може нели со поголема претпоставка да процени дали е мозочен удар или не е мозочен удар И адекватно да реагира веднаш. И да реагира да ги донесе пациентите. Тоа е нивната работа најбрзо што може, затоа што мозокот е време. Со секоја секунда, минута ние губиме милиони нервни клетки. А имаме можност, имаме опции тераписки, дури прозорците се проширени согласно новите препораки за третман на мозочни удари, да ги овие пациенти третираме. Како да ги третираме, да направиме со специјални лекови или пак со интервентна процедура, да практично го извадиме згрушокот кој што отишел во некој мозочен крвен сат и пациентот да биде што е помалку инвалиден, па да не кажам, имаме ситуации каде што имаме комплетно повлекување на невролошката симптоматологија, тоа се револуционирни методи до пред, да кажам, 10 години не беа достапни, не постоја како терапија, а сега се навистина револуционирни и ги имаме во Македонија. Да. Значи, се работи и во Универзитетската клиника за неврологија, и во Градска општа болница 8 септември. Имаме перфектни, идеално што ја работат и ја знаат својата работа неврорадиолози и на клиниката за Институтот за радиологија и во Градска општа болница 8 септември. Сега се тие два центри. Да. Интенцијата ми е преку директно мораме да соработуваме, значи најдиректно и најотворено. Да. Меѓутоа мора да поработиме да се активираат и другите центри во Македонија, затоа што факт е дека мозокот е време барем да се даде тромболитична терапија, па понатака ако нема ефект да настапиме ние со механичка тромбектомија и навистина ова е вака еден поголем повик и една моја агенда што сум си ја поставила за наредниот период. Сигурно. И само ако дозволите да реплицирам или дополнително да дадеме аспект, бидејќи мозокот е време, рековте, а тоа значи дека невроните немаат можност да се регенерираат. Да, мозочните клетки тие за секогаш за жал одумираат и настануваат понатаму некои дефицити или одземености за жал кај овие пациенти и токму затоа времето уште еднаш ќе кажеме или мозокот е време. Да го слушнеме следното јавување. Добар ден. Ало, зборувате, добар ден. Добар ден. Да, добро дојдовте и вие, господјо. Кое е вашето прашање? Благодарам, поздрав до студиото. Благодарам, поздрав и до вас. До водителот и до докторката. Имам прашање. Да. Оперирана од крварачка аневризма со лево страна од земеност. Покриена со лекарства, со теко на времето, после 2-3 години, добиена епилепсија. Па ме интересира дали е можно
И дали препорачлива физикална терапија? Дали ова доволно, професорке, за одговор? Доволно е, да. Ви посакувам секое добро и благодарам. Навистина благодарам што бевте дел од Фактор здравје. Да, аневризмите не сме ги споменале. Да. Но Тие исто така се многу сериозни и животно загрозувачки и ги состојби. гледаме и кај млади пациенти, нормално, затоа што тоа се аномалии на зидот на крвните. Тоа се проширувања, чинам дека, нели, Проширување, да, народски да. кажано, на Народски крвниот кажано, сад. проширување како балончиња, кои што се, нели, на поширока или потесна петелка, значи да, буквално се избочување со тенок зид на одредени крвни садови. Имаме, да кажам, предиспозиции одредени крвни садови да прават вакви аневризмални проширувања, а имаме и нели кои што се едноставно генетски вродени и така натаму. За тие ги гледаме кај младите пациенти, некои се хипертензивни после долготрајна хипертензија. Како и да е, аневризмата е животна загрозувачка состојба, особено како што е било кај пациентката руптурирала таа прснала. И имаме крвоизлевање. Најчесто крвоизлевањето од аневризмите е во регија на обвивките на мозокот, попериферно, нели? Меѓутоа имаме и подлабоки аневризми, имаме и аневризми на ниво на мозочно стебло, на артерија базиларис, кои што се, мислам, со најлоша прогноза, да кажеме, бидејќи пристапот за интервенција и самото крвоизливање во таа регија може да заврши летално. Што е одговорот да епилепсијата, сакам да ги поврзам работите. Најверојатно пациентката имала субарахноидално крварење, аневризмата била во таа регија по периферна кај што се обвивките, регијата е осетлива и тие пациенти обично дилема е се уште на светско ниво дали после операција да се постават на антиепилептична терапија или да чекаме да се добие напад па да ги поставиме на антиепилептична терапија. Она што го гледам во мојата клиничка пракса и ја што го применувам лично е превентивно воведување на антиепилептик, секако во одредени услови, какви да се покачена температура, пад на имунитет, хипертензивни кризи, пациентите може да добијат епилептични напади, затоа нели треба да бидат поставени на антиепилептична терапија. Физикална терапија. Дали сме физикална терапија умерена, значи не онака агресивна како што би ја правеле кај другите пациенти, меѓутоа секако мора да се работи на спастицитетот на раката и на ногата. Покрај физикалната терапија, тука и апликација на на ботокс, нели, тоа е во сосема поинакви концентрација од оној естетскиот со цел да попушти овде е медицински индициран. Медицински индициран и е во многу високи концентрации за да попушти тој спазам што се јавува на раката и на ногата. Да, ви благодарам. Да, сакавте уште нешто да дополните? И медикаментозна терапија која што може да делува да го намали тој спазам на мускулите. Ви благодарам и уште едно јавување ќе вклучиме во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден или среќен ден и до тебе и до докторката. Благодарам. Јас пак ќе ви досаѓам. Да, не сте се јавиле одамна, како сте Не денеска? не сум добра иле. Не знам дали од времето, дали од нервите, не знам. Многу имам проблем со вртоглавица, со бучење во ушите. Не можам да излезам да одам, синочка излегов да прошетам малку, кога како бело се пред очи, ми се сврте во главата. Пијам апчиња за притисок, ми паѓа притисокот. Не пијам, навечер го качувам. Многу имам трнење во рацете, вучење во ушите, спанделоза, дископатија имам, грчеви во нозете, толку имам некоја паника, страх од овие удари. Не знам што да правам и кај да идам. Се плашам да не ми е некои мали удари да не добивам, што не можам толку да функционирам. Што толку вртоглавици и да не можам ништо да работам, да излезам надвор. Да, а и вие сте сами дома, тоа знам сте ни го кажале. Да, сама се грижите за себе. Паника уште повеќе и кога ќе слушнам така нешто, уште повеќе се вознемирувам. Да, благодарам. Останете во добро здравје и повторно јавете се. Ова е господјата од Куманово. Ја знам историјата, можеби и вие сте ја слушнале. Мислам да минатата емисија се слушнавме. Мислам дека може да истото говоревме. Да. Значи, факт е дека господјата има повеќе проблеми. Првично е чувството на самотија, од тука доаѓаат и тие панични атаки и врзување за сопственото здравје. Сите ние, нели, помалку или повеќе живееме сами.
јас би препорачала колку што може повеќе да прави комуникација со соседите, со пријателите, затоа што смејата е пола здравје. Значи човек ја смени мислата, ќе излезе од четирите зида дома и веќе се чувствува подобро. А вртоглавиците најверојатно се во склоп на вратната спондилоза и тоа се решава, значи со физикална терапија, со одредени лекови, кои што одредени лекови за стабилноста, постојат лекови за рамнотежата да се стабилизира. Она што го чув не ми се допадна, значи имам ќе се напијам терапија, ќе ми падне притисокот, нема да пијам терапија, тоа никако не сме да биде, нема да пијам терапија, па ќе ми се качи. Значи мора постојано да се зема редовно. Мора да се пие со намалување и зголемување на дозите на антихипертензивот. И секако пешачење. Пешачењето, движењето, комуникацијата со луѓето ни го подобруваат и менталното и физичкото здравје, автоматски не превенираат од посериозни болести. Да, и за крај она што сакав намерно да го споменам сега, не дека е помалку важно, туку напротив, мислам дека е многу сериозно, тоа е секундарната превенција кај лица кои што преживеале мозочен удар, исто така ризикот е многукратно поголем кај оние кои што немале таква атака. Што тука препорачувате? Така, ние кога ќе ни дојдат веќе пациентите кај нас, ние сме нивните примерни доктори условно кажано, кои што даваат терапија за секундарна превенција од повторен мозочен удар. Бидејќи ризикот постои. Ризикот е многу голем. Да. Многу голем и обично контролите ги правиме многу често првата година, потоа ги намалуваме ги зголемуваме временските растојанија од контролите. Втората, третата, меѓутоа тие стануваат малтене наши пријатели, дел од семејството, ги водиме, ги следиме со контроли и меѓу другото секако даваме терапија. Во колку станува збор за настанување на исхемичен мозочен удар, каде што немаме како ризик фактор пореметен ритам, односно кажано аритмија, одлична комбинација ни е антиагрегационата терапија, тука е секако ацетилсалицилната киселина или клопидогрелот во комбинација со антилипемична терапија. Имаме и нови иновативни антилипемици кои што навистина имаат одличен ефект во однос на превенирањето на атеросклерозата, па да не кажам и редукција на веќе формираната атеросклеротична плака. А воколку е главната причина пореметување на ритамот на срцето, тука секундарната превенција се сведува на антикоагулантна терапија. Тука се аценокумаролот или она што сите го фаворизираме во последно време, бидејќи навистина им го олеснува и животот на пациентите и многобројните контроли на ИНР, тоа се новата генерација, ноаците, новата генерација на антикоагулантна терапија, кои што се многу безбедни, се даваат кај пациенти кои што примаат политерапија, пациенти кои што имаат пубрежно оштетување, кои што се возрасни и немаат некој сериозен ризик од она што сите нас како доктори не плашија, тоа е крварењето. И она што, да. Во однос на крварењата, мозочните крварења, генерално, тука малку ни се врзани рацете, тука антиагрегациона терапија, антикоагулантна терапија малку е проблем да се дава. Единствено, она што ги советуваме пациентите е одлична контрола на покачениот крвен притисок. Или регулирање, на крвниот притисок. Да нема скокови. Значи, а тоа го гледаме. Ева, како кога имаме пролет, есен, кога имаме нагли временски промени, температурни промени, гледаме. И тогаш им велиме на пациентите, внимавајте овој период, веќе почнете да се движите рано наутро, доцна навечер, кога немаме многу, но како и да се случуваат скоковите и треба да се обучат брзо да реагираат за да не настанат посериозни последици. Антилипемиците тука ни се секако лекови на избор, затоа што после крварење неретко се случува исхемичен мозочен удар, затоа што пациентот долго време можно е да го оставиме без заштита, условно кажем. Да, и пиењето течности пред се водата, да не ја заборавиме таа навика која што се подразбира. Телото е вода и не смееме тоа да го заборавиме, значи трпи глад, вода, дехидрирање не трпи. И треба да се може да бидеме гладни, но не жедни. Не жедни, сигурно, така. Сигурно.
Благодарам, немојте и вие жедни да не оставите до следното гостување. Со задоволство ве чекаме повторно и благодарам на соработливоста ваша и пред се вниманието со кое што не почестивте денес да бидете дел од Фактор здравје. Секогаш ми е задоволство или на вистина прекрасен водител сте, Благодарам. прекрасен човек, а и екипата која што е во позадина е на вистина пријателски секогаш настроена. И ви благодарам на поканата, секогаш ќе бидам гостинка на вашата секако, покана. нашата поддршка што не се гледа, секогаш е тука. Поздрав до нив и поздрав до вас и колегите на клиниката за неврологија. Благодарам. Ми беше задоволство, а за подетални информации за кажување термини ве упатувам до професор доктор Драгана Петровска-Цветковска, специјалист невролог и тимот во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврологија, дел од клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Благодарам на вниманието и соработката и пријатен ден до утре.